пратеничката на група на ВМРО ДПМН и коалицијата поднесе измени на законско решение за изменување на Законот за здравствено осигурување со цел за олеснување на животот на лицата кои боледуваат од хронична болест со најтежок облик цистична фиброза. Во изминатиот период, во континуитет, сме во комуникација со лицата болни од цистична фиброза, односно со Асоциацијата за цистична фиброза и еден од проблемите кои ги истакнаа беше да се ослободат од плаќање доживотно, односно и после 26 годишна возраст. Затоа и денеска го предлагаме измената на овој закон, бидејќи станува збор на измена Законот за здравствено осигурување и со овој закон предлагам ослободување од партиципација за лекување на лицата болни од цистична фиброза над 26 годишна возраст. Се надевам дека за ова законско решение ќе гласате позитивно сите пратеници во собранието, бидејќи станува збор за 130-140 лица кои навистина имаат голема потреба од ова, бидејќи трошоците за лекувањето на оваа болест се навистина огромни и не можат да си ги дозволат сите пациенти. А за нив оваа терапија значи живот. Сакам накратко да се осврнам и на главниот проблем кој го имаат болните од цистична фиброза, а денес бевте сведоци и пред парламентот го истакна од Асоциацијата за цистична фиброза, а тоа е обезбедување на лекот, односно модуларна терапија, лекот Трикафта за сите пациенти од цистична фиброза. Ние пред 3 месеци бевме тука сведоци на измени на Законот за лекови со цел лицата кои се хронично болни од најтежок облик цистична фиброза да ја добијат потребната терапија. Со овие измени терапијата требаше да ја добијат сите болни од цистична фиброза, но тие се уште мака мачат и не можат да го добијат лекот Трикафта. Станува збор, како што кажав, за околу 130 лица во државава. Овие пациенти се навистина заборавајни. И покрај ветувањето од председателот на државата, од председателот на владата, и покрај тоа што во тој период кога беше гласањето на законските измени тука во парламентот, дел од пратениците од власта дури ширеа и хистерија за некаква блокада од страна на опозицијата, иако и покрај забелешките кои ги имавме за начинот на набавката, односно на промената на тие закони за лекови, во интерес на пациентите, едногласно беа изгласани овие законски измени, со кои требаше да се овозможи брза набавка на модулаторна терапија, што значи живот за пациентите болни од цистична фиброза. Но еве и после 3 месеци, не само што лек за сите пациенти нема, ами се закочи целата постапка. Луѓето болни од цистична фиброза се чувствуваат превеслани, излагани од власта, со тоа што се обезбеди некаде само за 12 пациенти овој лек, кој навистина има чудотворна моќ за болните со оваа болест. Болните со оваа болест бараат да им се овозможи правото на живот, да се набави овој лек за сите, како што и беше ветено, како што беа и чукани порамо и починатиот Благојче од Битола, но и сите оние кои се наоѓаат во моментов во тешка состојба. Од Асоциацијата, односно болните од цистична фиброза, неколку пати на неколку протести кои ги организираа, напоменаа дека тие не се ставка во буџетот, тие се деца и млади луѓе кои сакаат да живеат и имаат право на живот. Болните од цистична фиброза реагираат на несоодветна хоспитализација, на тоа дека лекарствата не доаѓаат континуирано и се бара, уште еднаш ќе напоменам, модулаторна терапија која ќе им ги продолжи животите. Само да спомнам,
дека и покрај ветувањата од Министерството за здравство, воопшто ниту еден од асоциацијата, од членовите од асоциацијата за цистична фиброза, како што им беше ветено, не е повикан член на состанок, на разговор, односно во работната комисија која беше формирана со цел за обезбедување лек на сите. До овој момент не е изготвена програма за финансирање на лекот за сите. Комисијата си даде рок од 3 месеци, но досега ниту имало состанок, ниту членот од Асоциацијата за цистична фиброза, како што спомнав, кој требаше да биде вклучен во работата на истата, е повикан. Никој од институциите, почитувани колеги, не одговара на барањето на асоциацијата. Ниту од Фондот за здравствено осигурување на Македонија, ниту од Министерството за здравство, ниту премиерот. Не е изготвена финансиска конструкција за обезбедување на средства, колку се потребни, колку се обезбедени, од каде и како ќе се обезбедат. Само лага. Интервентно се направи увоз само за 12 пациенти. По некоја моја анализа во консултација со членовите од Асоциацијата за цистична фиброза, годишното лекување на еден пациент со цистична фиброза чини некаде околу 40 до 50 илјади евра. Само да ве подсетам, тоа е некаде приближна сума колку што месечно премиерот троши на спонзорирање на своите Facebook објави. Вкупната калкулација покажува дека обезбедување на модулаторна терапија за сите пациенти би чинело од 10 до 15 милиони евра годишно. 3,5 милиони евра поевтино од 1 километар асфалт од прескапо платениот автопат кој го гласате тука во собранието. Значи пари има за сите очигледно, но не за животот на овие 130 пациенти, оставени сами на себе да се борат секој ден за живот, заедно со членовите на нивните семејства, да преживуваат голгота и тие, и како што кажав, и нивните семејства. Сакам да упатам уште еден апел до сите пратеници во оваа собрание да дадат поддршка на овој закон кој го предлагаме, со кој ќе се обезбеди лицата од цистична болни од цистична фиброза да бидат ослободени од плаќање на лекувањето и после 26 годишна возраст, но да упатиме заедно, почитувани колеги, уште поголем апел и да застаниме за овие лица да го добијат лекот трикафта, односно да биде за нив обезбедена модулаторна терапија со што ќе им се смени животот. Ќе можат и овие 130-140 лица болни од цистична фиброза во државата да имаат нормален живот. Затоа ќе ве замолам да дадете поддршка на измените на овој закон, а бидејќи не се работи за сложен закон, го предлагам да биде во скратена постапка. И уште еднаш да упатам од оваа говорница апел до премиерот, до министерот за здравство да си ги исполнат своите ветувања. Да министерот за здравство сериозно се позанимава со тоа како да се обезбеди лек за сите пациенти од цистична фиброза, а не да ја замајува тука јавноста како со врвни приоритети, како паркингот на клинички, смената на успешни доктори со кои државата кубури. Ние бараме добри лекари, признати, докажани, а тој заради своји каприци, заради партиска припадност и слично си дозволува да ги брка и оние малку стручни лица кои се останати во државата, односно во јавното здравство. Затоа, почитувани колеги, како што знаете, овдека да стегате на тастерот за не знам какви закони со кои се обезбедуваат на лукративен начин средства кои ќе завршат во приватни џебови, затоа ве замолувам да дадете поддршка за да еден ваков хуман закон со кој на лицата болни од цистична фиброза ќе им го олесни секојдневието. Ви благодарам.